Добре дојдовте на почетокот на уште една нова Телма амбуланта. И денеска несебично ќе му посветиме внимание на вашето почитувано здравје. Ќе зборуваме на една тема за која не е многу зборувано, ниту пак луѓето се запознаени со различните видови на функции, а особено за различните видови на заболувања на хипофизата. Во изминатиот временски период многу се ретки луѓето кои што биле информирани или пак се запознаени воопшто со функцијата на хипофизата. Ова е една од ретките емисии во кои можете и да се едуцирате, но и да научите, особено она што е најважно, да превенирате различни видови на несакани заболувања во било кој сегмент од вашиот организам. Особено денеска ќе зборуваме за диагнозата кај различните видови на заболувања на хипофизата и тоа со магнетна резонанца. Она што е клучно на самиот почеток е да ја потенцираме функцијата на хипофизата како еден значен елемент од целокупниот човеков комплексен систем на развивање, уште од самиот чин или пак уште од самото раѓање, па се до неговите највозрастни периоди од животот. На оваа тема ќе зборувам денеска во продолжение со човекот кој целиот свој живот и го посветува на различни видови на медицински истражувања, особено делови кои што се комплексни и за секој човек или пак секое медицинско лице кое се занимава со различни медицински нови откритија во било кој сектор, со професор доктор Миодраг Врчаковски, неврорадиолог. Денеска зборувам за диагностицирање на заболената хипофиза. Добре дојдовте во Телма амбуланта. Добре да, Гоце, па ти кажа се, не знам зошто сум јас овде. Да завршиме се. Не е неопходно, но влезе во суштината на проблемот. Денеска зборуваме за диагностицирање на заболувањата на хипофизата со магнетна резонанца. Да, кратко и јасно. Кратко и јасно. Јас треба да ви објаснам што е хипофизата, кои се битните елементи што таа ги содржи, треба да ви објаснам за тоа кои и какви хормони продуцира, иако тоа не е во фокусот. И сето тоа би можел да го направам, нема никаков проблем, но ми требаат некои дополнителни работи што сега ќе ви ги презентирам. Некои се специјалитети од кујната, а имам и нешто што се нарекува прирачник, кувар, упатство. Упатството веднаш ќе ти го покажам. Што е ова? Тајните на хипофизата. Тајните на хипофизата, тоа е моја книга, која јас ја монографија, значи јас сум единствениот автор. Книгата е издадена 2003 година, кога никој немаше абер од таа проблематика. Значи колку имаме 14 години. А секундарен производ е. Се роди откако го направив филмот Тајните на хипофизата. Тоа е тотално научно дело кое е богато илустрирано со компјутерски анимации. 2003 година, тогаш кога никој не знаеше дури што е тоа компјутерска анимација и како се прави. Да, професоре, јас успеав тој проблем да го доближам до сите гледачи. Тоа е еден научно-едукативен филм кој трае околу 40 минути. Има и англиска, и македонска верзија. И инсертите што следуваат всушност се инсерти токму од тој филм. Однапред се извинувам, копиите не се многу добри, затоа што се од VHS касети преснимени. Но имам и бета формат, и ја имам вистинската оригинална верзија. Таков бил и периодот, професоре, на создавање на видеоматеријали, а тоа е доказ дека вие сте
единствениот кој што во тој временски период успеал дел од тајните на хипофизата да ги пренесе и на една видеолента. Ова е дел од материјалот. Имаме неколку видеа, режија. Ова претпоставувам дека е првото видео. Професоре, може да започнеме. Може да стопираме овде. Знаете што? Ако може да застанеме со видеото. Стоп кадар. Значи, хипофизата е една малечка жлезда, која, можам да кажам, не е поголема, од зрно грашак, тежи половина грам и се наоѓа точно во центарот на главата. Како нашиот создател да и дал почесно централно место кога станува збор за главата, и прашањето е дали хипофизата го заслужува тоа. Зошто е централно поставена и која е незината функција? Можам да ви кажам дека таа е главниот хормонален диригент. И главната жлезда која ги хармонизира. Еве, професоре, малку покрупно. Да, покрупно, и влегуваме сега во структурата на хипофизата, дури во хистолошката градба на хипофизата. На овој начин сакав да доловам со каков арсенал на кели располага хипофизата и како е таа во можност да ги создаде сите оние чудотворни хормони со кои располагаме. Хипофизата всушност е фабрика за хормони. Во неа се произведуваат хормони, но исто така таа и главниот хормонален, оди целата, гледам анимација, таа и главниот хормонален диригент. Запаметете го ова, од една страна фабрика за производство, од друга страна резервоар на хормони. Еве како настанува хипофизата. Хипофизата настанува всушност од слузницата на грлото. Се јавува една пупка која расте нагоре, се надевам, еве ја гледате. Пупката влегува во формацијата која се нарекува турско седло, се развива, го комплетира и тоа е предниот дел на хипофизата, адено-хипофизата. Тоа ли е така наречено турско седло? Тоа е турското седло во која се наоѓа таа структура наречена хипофиза. Ама ние сега видовме како се создава аденохипофизата, предниот дел од хипофизата. Погледнете сега овде. Гледате дека има и заден дел, кој има сосема различно потекло. Од долниот дел на мозокот, наречен хипоталамус, се спушта едно продолжение кое полека навлегува во задниот дел на хипофизата и ја исполнува. И предниот дел, наречен аденохипофиза, и задниот можеме да стопираме овде за можеби за да продолжиме понатаму. Да, можеме да се вратиме во студио, супер. Предниот дел, наречен аденохипофиза, и задниот дел се спојуваат, формираат една интегрална целина и тие функционираат заедно. Ајде сега вака да бидеме практични. Еве, ова парче стиропор го најдов во мојот двор и решив од него да си направам турско седло. Ова што го гледате, е таа длабнатина во која се наоѓа хипофизата. Ајде да разберете што е хипофизата. Еве сега ви го направив волку практично објаснување ни имало, ниту пак ќе има. Ова е сега денеска и останува за понатаму за воиднина. Можеме ли да зумираме? Можеме, да, само нека остане таму да не го фаќаме. Еве веќе го гледаме, професоре, во кадар. Значи, ова чудо, ова тениско топче мое, тоа ние игра улогата на хипофиза. И има преден дел, овој жолтиот, кој е аденохипофиза и задниот е неурохипофиза. И таа е удобно сместена
во турското седло. 4/5 од хипофизата припаѓаат на аденохипофизата. Значи, таа има многу поголем простор. 1/5 припаѓа на неурохипофизата. И сега вака ми доаѓа една идеја, па знаете на што ми личи ова? Ова ми личи на еден стан, наречен турско седло, во кое има 2 подстанара, всушност. Аха. И можам тоа вака да ви го објаснам. Тука имам јас веќе подготвени некои специјалитети мои од кујната. Можам да ви го... Овој домот ја игра улогата на аденохипофизата, а овој дел е неурохипофизата. Како што рековме, аденохипофизата се раѓа од слузницата на грлото. Од оздала нагоре расте една пупка, го пробива дното на турското седло и се шири во предниот дел. И ете ви аденохипофизата и се лоцира во предниот дел. Неурохипофизата, ова, настанува од хипоталамусот, да не ве плаши тоа хипоталамусот, ќе го наречам долниот дел на мозокот, и оттаму се спушта и доаѓа вака. И овие два дела се соединуваат. Гледате, има петелка, компактен. рачка и компактен. Не е совршено ова спојување. Тоа спојување, спојот се нарекува парс интермедија или спојувачки дел, и тоа има друга структура, остатоци практично од ткиво, кое за нас воопшто не е битно, спојот не ни интересира, но моја констатација и твоја сега треба да биде и на нашите гледачи, дека во турското седло живеат 2 подстанара. Така. И дека тие живеат во една добра хармонија. И сега дали сваќате, ми доаѓа една безобразна мисла, дека тука всушност 2 родитела играле улога за да го создадат тоа чудо наречено односно хипофиза. Значи 2 родитела, 2 татковци, едниот кој доаѓа од грлото, другиот кој доаѓа од мозокот. Ете тоа, ова е всушност хипофизата, предниот дел. Двајца се вметнале на Двајца се вметнале, се вселиле во станот и си живеат во страшна хармонија. И да ви потенцирам, предниот дел, црвениот, доматот, тоа е фабриката во која се произведуваат хормоните на хипофизата. Фабрика, а задниот дел е резервоар. Таму нема секреторни кели кои произведуваат хормони, но тука се депонираат хормоните кои се произведуваат на повисоко ниво во долниот дел од мозокот наречен хипоталамус. Ова хипоталамус може да ве буни, но тоа е така. Сега доаѓаме до суштината и сакам да ја заокружиме оваа дискусија. Значи, што имаме? Имаме преден дел, фабрика на хормони, имам заден дел, кај што се резервоари во кои што се депонираат некои хормони што доаѓаат од мозочниот парехим, од мозочните неуросекреторни кели, тие стојат таму и се на располагање. Што ни фали во ваква констелација организација? Ни фали управа. Ни фали управата, менаџерскиот тим кој ќе диригира со работата на фабриката. Каква е таа фабрика ако некој со неа не раководи? Кој е тој што ќе ги тера работниците да работат,
да им каже колкава им е нормата, да им каже сега произведувај повеќе. Шефот. Шефот, ете ја кажа суштината, а шефот се наоѓа во горниот дел, токму во тој хипоталамус. Значи, над хипофизата се наоѓа дирекцијата. И таа кажува кој што треба да работи. Оваа фабрика овде има погони. Нема само еден асортиман. Туку произведува повеќе работи. Значи има погон за хормон на раст. Еден погон. Има погон за хормон на АЦТХ, кортикотропен хормон. Има погон за тиреотропен хормон. 6 погони има така. Фоликулостимулативен, лутеинизирачки. Има погон за пролактин, значи хормонот кој го стимулира лачењето на млекото. Значи, со тие погони во таа фабрика раководи менаџерскиот тим кој се наоѓа во хипоталамусот, во долниот дел од мозокот. Професоре, нас и целокупното функционирање ни зависи од шефот во клучниот случај. Токму така, без шеф не правиме ништо. И од функционирањето на хипофизата се не зависи. Апсолутно ништо. И јас сакам вака Што е тоа? Грашок? Да ви покажам само каде е тоа чудото, кој е тоа чудо на креација, кој е тој гениален ум. Нашиот создател, брилјантниот, универзалниот ум, создал таква неповторлива креација. Нашето тело е всушност микровселена, многу поголема од макрокосмосот. Во неја се кријат сите можни тајни и решенијата на сите проблеми и клучот на создавањето. Во неја се крие одговорот на тоа кој сме, какви сме, од каде доаѓаме, каде одиме. Сето тоа е креација на нашиот создател, а одговорот на сите прашања и тајни се крие во нас самите, зашто во нас е одговорот на сите прашања сврзани со нашето создавање. Ќе дојде ден, ќе дојде момент кога ќе успееме да нурнеме длабоко во тие тајни и кога ќе успееме да влијаеме на хипофизата на начин да креираме некои нови хормонални аранжмани. Па да го продолжиме на тој начин, убеден сум во тоа, животот наш на 150, 200, 300 години, а тоа не е научна фантастика. Би можело тоа да но се... сето тоа чудо наречена хипофиза и креација, дали можете да го покажете ова малечко? Да, само задржете така. Еве, држете, чекај професоре, се, држете, ова е држете. зелено на зелено, зелена позадина, па не... ова е најобично зрнце грашак. Хипофизата е толку голема, колку ова зрнце грашак, малку, да, вака се, јас ке шетам, лево, десно, не знам, добро. овде, на бело, Ја најдовме локацијата. Ова е таа чудотворна жлезда, наречена хипофиза, половина грам тешка, димензии приближно 10 милиметри. 10 милиметри, мало зрнце грашак, кое раководи со сите наши телесни функции, кој е главен хормонален диригент и главен резервоар на хормони. А да не заборавиме дека хормоните имаат клучно значење во нашето функционирање и како индивидуално и воопшто и за расположение, и за здрав организам, и за постојано добро функционирање на сите органи и така натаму. Така е, кога сме кај здравиот организам, да ја покажам колку хипофизата влијае на здравието, ова е хипофизата всушност. Една обична црешка, само што е помала од неа, има рачка, има ли рачка? Има, еве, инаку не би можел да ја држам. Има рачка и колку влијае на... тоа е хипофизата. Рачка и едно округло топче, кое во овој случај е
цреша и пробај да видиш колку Чекај да видиме. хипофизата влијае на здравјето. Да. Ајде. На здравје. Баш. Супер, еве ти. Многу убави. Ова се охриски. Не дека Се рекламирам забележува, да. охриски цреши, Ама нема што, најдобри се. но никој да не ми го фаќа патлижанот, оти тој ми е многу битен сега од целата работа. Да. Ајде, ако сакате, можеме ние да ова веќе го одигра своето, го Тоа враќам во завршивме база. со тенисот. Ајде да дискутираме за некои реални проблеми. Може ли во креирањето на хипофизата, во создавањето на хипофизата, да се јави некој проблем? При самото Технички. оформување При на самото оформување на нешто од хипофизата. самиот чин на раѓање, Од самиот чин на раѓање. Или предраѓањето. само дали да продолжиме со Ајде, окей. видеото? Ова е турското седло, кое јас Ајде. ви го опишав. Во него е хипофизата, гледате? Добро. Одлично. И она што ви го кажа веќе, има преден дел, аденохипофиза и заден дел неурохипофиза. Овде што пишува латиница аденохипофиза, неурохипофиза, не значи дека овој видеоматеријал е позаимен од некого, туку јас го правев овој филм и за странство, за англиското говорно подрачје и затоа се овие наслови на Добро. латиница. Има рачка, инфундибулум, ене го хипоталамусот, значи долниот дел, а оние делови што блескаат, тоа се тие јадра внатре во управата, во дирекцијата, Кои што што раководат и даваат, да. даваат импулси. Овде се гледа, ова е коронарен наречен или фронтален пресек на хипофизата и кажува дека таа од лева и од десна страна е практично ограничена со една формација која се наоѓа, која се нарекува кавернозен синус. Лево и десно, таму поминуваат главните мозочни артерии, поминуваат и многу битни нерви кои раководат главно со движењето на очите, но исто така има и други два главни нерва. Едниот е нервус окуломоториус, другиот е нервус максиларис. Не е тоа воопшто битно. Сега, овде се поентата на оваа презентација е дека над хипофизата има капак, како што на бунарот одозгоре има капак, над хипофизата има капак, низ тој капак минува рачката на хипофизата, значи одозгора таа е поклопена. Над капакот имаме нешто што се нарекува хијазма. Тоа е местото кај што се спојуваат очните нерви точно над хипофизата. Многу е битно ова да се знае, зашто при големи процеси, големи тумори на хипофизата, туморот може да расте нагоре и да притисне на очниот нерв. И до тоа ќе дојдеме, ама кога ќе завршиме со видео презентацијата. да. А ова е како изгледа хипофизата со магнетна резонанца. Ова е Т2 пулс секвенцата, а ова е Т1. Тоа се алатки со кои ние работиме. Ова е профилно скенирање на хипофизата во Т2 пулс секвенцата, ова е во Т1. Не е ни битно за вас дали е Т2, Т1, битно е дека ова што го гледате е хипофизата со незината рачка прикажани со магнетната резонанца. Извонредно добро прикажани. Овде се гледа дека во задниот дел, во неурохипофизата, гледате едно бело што блешти. Тоа е неурохипофизата. Таа има субстанции, еве стрелката токму на нив покажува, таа има субстанции кои го зголемуваат интензитетот на сигналот. И тоа секогаш треба да се знае дека предниот дел е со малку послаб сигнал, задниот дел, значи неурохипофизата е со појак и при одредени состојби силината на задниот дел на сигналот се намалува и тоа е резултат на определено заболување. Ете така, јас останува уште да ова видиме, да ги гледате. Овие работи се чудите, можеби што Ова се е. големи
Да, лижавчиња, големи лижавчиња, ама тие сега ќе ми играат улогата Ќе се на ги делиме. очните јаволка, очните нерви. Ова е местото, гледајте, двата очни нерви овде се спојуваат, а потоа пак се раздвојуваат. Задржете само. Така, еве, добро. Значи, гледате како се спојуваат и потоа се раздвојуваат. Овој спој овде, овој, се нарекува хијазма. Спојница, место каде што се спојуваат, таа хијазма се наоѓа точно над хипофизата. Значи, нервите што излегува, еве, ова веќе ми кексираше. Ништо, Чекај, ама јас сум тука. Па, види, ти веќе како да си завршил медицински факултет, веќе си ми асистент одличен. Значи, ова се очните нерви, а ова е местото на спојувањето. И ако нешто се случи, вака ќе биде, вака ќе биде. Токму така. Ако нешто се случи со хипофизата, со патлиџанчева, со аденохипофизата, и се јави во неа тумор што расте нагоре, тој тумор може да притисне на очната крстосница овде и да направи сериозни проблеми со видот. И затоа ние особено внимаваме на големината на хипофизата, внимаваме дали постои притисок на хијазмата, на крстосницата, како се очните нерви, дали се притиснати. Ете, тоа е суштината на овој проблем. Значи, и тоа мораме да го имаме во предвид, ако сакаме да си бидеме добри диагностичари. Но, се сеќаваш ли дека јас те прашав, може ли нешто да се случи со хипофизата во текот на развитокот? И тоа додека... Во текот на развојот, додека... Да, плодот е уште во утерусот кај мајката. Можно е. Ај сега овој патлиџан ќе ви го заменам со овој. Добро. Помал домат. И сега испаѓа дека е можно во текот на создавањето на аденохипофизата да не нарасне толку многу, да се случи некој фактор кој влијал да не се развие доволно, се развива помалку. Што значи? Од што може така да не се Од многу фактори, од инфекции, од некој непредвидливи внатрешни, од циркулаторни проблеми. Кои би биле последиците, професоре? Па доаѓаме до тоа, ама дозволи ми сега да ја завршам приказната. И ти ќе ми кажеш одговорот, не ме прашај мене. Ти ќе ми го кажеш одговорот, а јас ќе ти ги дадам фактите. Ајде, слушам. А јас знам дека си логичен и сигурно ќе дојдеш до тој вистински одговор. Како асистент? Сега, ова е тој домат, значи помалечок, хипофизата не се развила доволно. Ова е нормалниот погон, нормалната хала во која се одвиваат процесите на создавање на хормони. И сега имате помала фабрика која е со помал капацитет. Значи не може да произведе толку хормони колку што може ова. А замислете пак ова ако го имате, а тоа се случува. Ако може и да остане толкав растот, да. Да, мала аденохипофиза, колку може да произведе хормони таа, значи се јавува дефицит. Имач управа, менеджмент, ама менеджментот во вакво мало фабрикиче не може да произведе толку хормони колку се неопходни за да може целиот толкав систем. материјал за да функционира добро фабриката со целокупни И сега ете ти го одговорот. Од тука можеме да заклучиме дека кога имаме многу малку производство на хормони, тогаш многу малку или пак не е доволно за функционирање нормално на целокупниот човеков организам за сите хормони. Панхипопитоитаризам се нарекува тоа кога практично има дефицит на сите хормони. Еве и има такви состојби. Еве ви го одговорот. Значи
во овој погон нормално производство на хормони, во овој погон помало, а во овој погон најмало. Тоа е она што може да се случи со аденохипофизата. А може ли нешто да се случи со неурохипофизата, со задниот дел? Исто и таму може да настанат развојни проблеми, аномалии. Рековме Уште во утробата. уште во утробата. Практично креирање на хипофизата, односно на аденохипофизата, третата недела од животот на плодот започна. И во рок од 3 месеци цела хипофиза е готова, направена, создадена во првите 3 месеци од живот. Дали рековме ние дека неурохипофизата настанува од долниот дел на мозокот, хипоталамусот, и дека се спушта, полека се спушта и доаѓа во задниот дел. Еве, аденохипофизата овде може да се јави многу проста работа, нешто да го спречи спуштањето. Да се јави некој фактор, дали е тоа воспаление, дали е некој циркулаторен проблем, дали е некоја друга нокса, хипоксија, недоволно кислород. Значи, од задниот дел, ова ќе го уништам, веќе не ми треба. Добро, да. Значи, од задниот долниот дел на мозокот, ова да не се спушти до хипофизата, да не влезе овде. Туку останува горе. И ние тоа го препознаваме со магнетна резонанца. Веднаш знаеме, оти и дава ова парче, рековме и видовте дека има силен сигнал. Задниот дел, неурохипофизата. На видеопрезентацијата видовме. Овој силен сигнал сега не е во долниот дел, во самото турско седло, туку останува горе, во долниот дел од мозокот. И ние го препознаваме како топче со силен сигнал и велиме, ова е ектопија, не се спуштил задниот дел. Разбирате? Тоа е тоа. Јас, сега, ви ги објаснив практично сите можни аномалии главни што може да се случат со самата хипофиза. Да, и целокупниот развој уште од утробата, па понатаму во текот на... И сега вака, што ќе заклучиме? Можеме да заклучиме дека или има нормално производство на хормони, или е можно да немаме нормално производство на хормони, да се јави нешто што ќе го поремети производството. Што е тоа што може да го поремети производството на хормоните во хипофизата? Може да биде нешто генетски поврзано или? Генетски ние веќе ги расчистивме работите кои се поврзани со развојните проблеми на хипофиза. Јас ви ги објаснив. Што би било друго? Но друго, во текот на животот дали постои нешто што може да ја промени судбината на пациентот и да влие на хормоните. Да го спречи развојот. Па како ги препознаваме ние заболувањата на хипофизата? И што е тоа што не тера да го усмериме нашето внимание кон хипофизата? Да кажеме, сега треба да испитуваме хипофиза. Па, проблемите со хормоните, значи, ако се појави некој хормонален дисбаланс, ќе ви кажам конкретен пример. Жена права, здрава, одеднаш вели мене, а не е бремена, мене вика ми тече млеко од градите. И сега, ако ме прашаш мене, што значи тоа мене ми тече млеко од градите, прва работа што ќе помислам, значи има повеќе лачење на пролактин во хипофизата, па сега жената, иако не е бремена, има надоаѓање на млеко. Тоа не е голема количина, но капка, 2, 3. Значи нешто се случува со хипофизата, со хормонот. Менеджментот на хипофизата дава сигнали дека треба да се лачи млеко. Да, тој вели дека треба да се лачи млекото. Менеджментот е тука да спречи хаварија. Тој, ако се случи нешто во погонот, треба да го спречи тоа. Ама внимавајте, овде злото не е во менеджментот. Тој нормално си функционира.
Но злото е во тоа што во самата аденохипофиза се јавил некој интрудер, некој фактор кој го зголемува самостојно, го зголемува производството на хормонот. Значи, доаѓаме до фактот дека во хипофизата може да се јават туморчиња. Туморчиња, аденоми ги нарекуваме, 100% се бенигни и тие туморчиња, тие погони, бидејќи има хипертрофија на келии, создаваат нови келии, колку повеќе работници, толку поголемо производство. И тие почнуваат да произведуваат хормони вон контролата од менеджментот. И тие произведуваат? Тие ги произведуваат хормоните. Тие, аденомите, тие се структурите што ги произведуваат хормоните. Менеджментот се труди да компензира, ама таа компензација не е бесконечна. Има момент до каде може да компензира, повеќе не може да ја контролира работата на некој што им влегол во погонот, не поканет гостин, и си формирал своја организација во која напикал многу нови работници и тие работат и го надминуваат нормалното производство на хормони. Најчесто во кој период од животот се јавуваат, професоре, Нема тие период бенигни од тумори? животот, нема период. Обично во раната и во раната младост постојат дисбаланси, но почести се од пубертетот па натаму. Значи, тие се елементите што можат да влијаат на зголемување на производството на хормони во хипофизата. Значи, тие мали туморчиња, аденоми. Ако е туморчето до 10 милиметри, ги нарекуваме микроаденоми, малечки аденомчиња. Но може да бидат и над 10 милиметри, многу поголеми. Како што ви реков, може толку да нараснат, да притиснат и на очните нерви. Тие се веќе макроаденоми, големи аденоми над 10 милиметри. Што се прави со тие? Значи сега, како ние откриваме дека нешто не е во ред со хипофизата? По испадите во хормоните. Да, хормоните се првиот сигнал дека нешто не е во ред со некое дете функционирањето или со... почне да расте. Има состојба која се нарекува гигантизам. Се појавил аденом, туморче, кога детето уште не е развиено, кога растот не е завршен. И бидејќи има повеќе хормони за раст, тие му велат расти и ќе расте овој 2-2,5 метри голем гигантизам. А што се случува ако растот е завршен? Може растот да биде завршен, може да се јави таков аденом кај возрасен човек, на 30, на 40 или жена. Тогаш се јавува нешто што се нарекува акромегалија. Почнат прстите да се зголемуваат, и коските да хипертрофираат. Типичен изглед има тој човек и ние знаеме дека ова упатува дека се работи за акромегалија, нешто не е во ред со хипофизата. Заклучок. Првиот индикатор што ни вели што е со хипофизата е нивото на хормоните. Да, хормоните се клучниот фактор. Хормоните ни кажуваат дека нешто не е во ред. Некогаш е во прашање само еден хормон, покачен, некогаш два, некогаш може и 3 да се зголемени хормони, многу поретко. Ама има и обратна ситуација. Кога хормоните се намалени, место да имаат нормални вредности, нивните вредности се помали. Што е па сега тоа што ги тера хормоните, прави капацитетот на ова фабрика хормонална наречена аденохипофиза да се редуцира. Тогаш ќе имаме па уште ненормално намалени реакции на страна на хормоните. Да, намалени нивоа на хормоните, пак знаеме дека нешто не е во ред со хипофизата. Сега, кој е тој фактор што може да го намали капацитетот на
ова хормонална фабрика. Замислете исто аденом. Аденом. Најчесто се тие поголеми макроаденоми. Тие се аденоми кои не даваат испат на хормони, не произведуваат хормони. Тие едноставно го блокираат капацитетот на фабриката. У фабричката хала одеднаш ке дојдат луѓе, ке си направат, ке го блокираат просторот со шатори и во тој дел од погонот не можеш да правиш производство. И бидејќи не можеш да правиш производство, ефектот е намалување на производството, нивото на хормоните опаѓа. Колку да се труди менаџерскиот тим да компензира од хипоталамусот, од мозокот, не може. Значи и таков фактор има. Значи зборуваме за испади на хормоните, кои ни се индикатор дека нешто се случува со хипофизата, и ни вели, обрни внимание на хипофизата, испитај хипофизата, ама има и друг фактор, и јас ми се лепат раце од овие тука лижавчиња, па морам да се избришам, ама има и друг фактор. Тоа е експанзивниот фактор. Можно е туморот во хипофизата толку да се зголеми, толку да порасне, да, еве сега пак уште една шама, овие веќе ми се зголеми, толку да се зголеми, да вака, како уште едно патлине, да притисне на очниот нерв. А буквално вакво зголемување може да има. Дупло, тродупло. Огромно, може да има 3 сантиметри да биде обемот на хипофизата, па и голем, поголем. И тоа врши притисок на очниот нерв и проблеми има пациентот со видео, вика не гледам нешто слабо. И кога ќе почне испитување, оди прво на очно, докторот гледа, па тебе вика очните булбуси ти се во ред, ова ти е во ред. Ај сега да испитаме да нема некој компресив. Да се направи една магнетна резонанца. И тога се прави магнетна резонанца, доаѓаме до магнетната резонанца која ќе ни покаже дека тука е проблемот. Дали тебе ти е јасно? Јасно и тоа појасно не може да биде на волко објаснувања и практично и теоретски и се со ред. Така. Единствено може, не знам вие дали го познавате, а професорот Врчаковски може така да објасни. Па нешто како нешто ви е познат. Имаме гледаш на линија, може да го вклучиме? Може, а јас ке си се обидам тука малку да се замјам, извинете, ако вие само и освежете се, а ние ќе го вклучиме гледачот. Добар ден. Добар ден. Убав ден, повелете. Имам едно прашање. Ајде ве молам кратко. Кратко, имам покачен пролактин, вредност 120. Добре. Не можам да се снимам со магнетна резонанца, затоа што во зъбите имам метал кобалт од старите метали, што не е компактибилен со денешниве. Како да ја снимам хипофизата? Браво, одлично прашање и тоа е една од стандардните заблуди што постојано се случуваат. Никаков проблем не е да си ја снимате вие, драг мој гледачу, хипофизата со магнетна резонанца, затоа што за пломбите што ги имате не се никаква контраиндикација за снимање. Тоа е мит, една фама, дека ако има пломби, ако имате вештачка вилица, па тие апсолутно е окей. Не представува никаква пречка. Никаква пречка. Што е проблем со магнетната резонанца? Бидејќи пациентот се става во магнетно поле, ако имате мобилни, нефиксирани метални делчиња, ако имате, еве, што знам, некое делче метал, шпон негде влезен, замислете пак да имате некој шпон негде во орбитата, зад очното јаболко или во близина, бидејќи е тоа делче мало, а силината на магнетот голема и бидејќи не е фиксирано, не е прицврстено, може
магнетот да го извлече и тоа како проектил да прошиша низ очното јаболко или на било кој друг, од било кој друг правец. Едноставно да го повлече. Да го повлече. Пломбите се фиксирани. Фиксни. Силината на магнетот не е таква да ги искорне пломбите, далеко од тоа. Може да се почувствува само малку топлина, мала покачување на температурата, меѓутоа ништо страшно што би направило таков. Така, значи, драги мои, слободно правете си магнетна резонанца на хипофизата и ако имате не еден 10 пломбирани заби, тоа апсолутно ништо не пречи. Ако сакате да бидете 100% сигурни, стегнете ги забите и никогаш не ве пломбите да ви излетат. Или ќе ги држиме, со раце ќе ги држиме пломбите. Излетат. Но претерано е тоа. Се шегуваме, да. Снимањето на хипофизата со магнетна резонанца е драгоцена работа, зашто веднаш сме начисто. Каква е состојбата со хипофизата? Дали има некој тумор, микроаденом, макроаденом? Веднаш го расчистуваме. Дали има експанзивен фактор? Со магнетна резонанца се детектира во моментот. Апсолутно. И да ви кажам една моја стратегија, која би сакал гледачите да ја знаат. Ајде. Има случаи кога правиме магнетна резонанца, наодот е во ред. Ништо не се открива дека има микроаденом, а еве да го земеме примерот на пациентот, има покачен пролактин. И сега, има ли микроаденом или нема микроаденом? Магнетната резонанца вели нема. Чиста заблуда. Магнетната резонанца не мора да го покаже микроаденомот. Ние правиме нативна така наречена серија, обична серија на хипофизата, без давање на контраст и потоа правиме втора серија, даваме контраст во вена и повторно ја снимаме хипофизата. Хипофизата, нормалната хипофиза, го привлекува контрастот и нејзиниот сигнал се зголемува, но не се зголемува сигналот на аденомот. Аденомот, бидејќи е компактни келии кои се со малку поразлична структура набијани, не го прифаќа контрастот. И ние по тоа што на едно делче од хипофизата откриваме туморче кое не го зголемува сигналот, велиме, аха, овде има микроаденом. Ама, има урсушчиња микроаденоми, ќе ги наречам, кои со време, како трае прегледот, снимањето, полека, и тие го прифаќаат контрастот, и после 5 минути од снимањето, кога ги гледаме ние сликите, се е готово, не откриваме никаков микроаденом. И велиме, овој пациент има покачен пролактин, а нема микроаденом. Лажги со опашки. Тој пациент сигурно има микроаденомче, некој малечко, 1, 2, 3 милиметри, ама ние не можеме да го откриеме. И, да ви кажем една радосна вест. Ајде. Па што е битно дали има микроаденом или нема? Знаеме сигурно дека има, бидејќи пролактинот е покачен. Ама што е тоа битно за пациентот, кога знаеме сигурно дека нема макроаденом, дека нема голем аденом, дека контурата на хипофизата е во ред, тој пациент или пациентка не е под никаква опасност од било што, нема експанзивен фактор, нема притисок. Функцијата е во рамките на нормална. Се е во рамките, значи, тоа е многу важно, нели? Нејзината работа, односно работа на таков пациент е само да се јави на ендокринолог, тие се експерти за ендокрини заболувања и за хормони, да ги проанализираат резултатите и по правило, ако не откриеме ништо, ние правиме контрол на магнетна резонанца еднаш по една година, колку да се убедиме дека на вистина резултатот е ист и нема никаков дополнителен раст. И тоа е се.
Во Neuromédica, во установата во која јас сум вработен, а која пред некој ден беше официјално пуштена во новата зграда, значи навистина фантастична градба со супер услови, во Neuromédica ние правиме и друг тип на испитување, наречено динамичко скенирање на хипофизата. Динамичко Што скенирање... е тоа? Покрај стандардното испитување, ние правиме и динамичко скенирање. Односно динамиката на Што работата? е нормално снимањето на хипофизата трае 3, 4, 5 минути. Стандард. Додека да го направиме тоа снимање, од моментот на давање на контрастот, значи до реализирани снимки, 5 минути може да поминат. За 5 минути може целосно да го изгубиме микроаденомот, да не го визуализираме. Зашто и тој го прифатил контрастот по 5 минути. Со динамичко скенирање вршиме скенирање на хипофизата, правиме скенови на секој 15 до 20 секунди. Давам пример, тоа време е може ние сами да си го определиме. Значи, на 15 минути, на 15 секунди од моментот на давање на контрастот, ние правиме скенови. На секој 15 секунди нов скен. Дан. За да се И следи го следиме постојано влегувањето функционирањето на и динамиката. контрастот во хипофизата, неговата дистрибуција во сите делови. Сега тој микроаденом мал, што јас го нарекувам угурсо, што на класичната не можеме да го видиме, сега го гледаме во раните фази, го откриваме, а покасно гледаме како полека се губи и на крајот тотално исчезнува и веќе ние не го гледаме. И на серијата, која е класична серија, после динамичното скенирање, правиме класична постконтрастна стандардна серија, микроаденомот не се гледа. Тоа е процесот на... Тоа е, јас овде во книгата имам и тој феномен го имам обработено. Не знам сега дали вреди да се задржуваме. Еве, ама ова е тоа што се нарекува овде, го имате во книга, динамичко скенирање. Во овој дел, овде, тоа е предавање на контрастот. Гледате, се овде црвено, како контрастот во рачката на хипофизата навлегува. Сега овде гледате како почнал да навлегува, тука се гледа едно мало зрнце, малку сум невештати, лево-десно гледам каде до. Овде се гледа, ова белото, тоа е микроаденомот, па потоа се гледа овде и на крај тука постепено исчезнува. Кога правиме динамичко сканирање, тоа можеме да го детектираме. Ајде да го слушнеме и прашањето на другиот гледач кој имаме на линија. Добар ден. Повели, земи се може да си се почастиме. Хипофизичка. Хипофизичка. Добар ден. Дали се слушаме? Поздрав до водителот и до докторот. Поздрав, благодариме. Повелете, имате ли прашање? Имам едно прашање до докторот. Ајде. Повелете. Од градите и од едната и од другата ми течеше како течност некоја. Прескрати, по известно време, по 2-3 недели пак ми течеше течност. Видот скроз ми се намали и за одблиску и за оддалеку. Почна е рацете, зглобовите на прстите ми се искривија. Запек ми се створи и Готово, го разбрав прашањето. На дишните патишта дишењето обструкција на дишни патишта имам. И тоа направив ТСК за тероидната. На тероидната имам јазов и цисти од двете страни, и од левата и од десната страна. Направив испитувања
направите ЛДХ, ЦПК, ГГТ, липоза, милаза, да ви ги кажам резултатите, ТСК, FT4, FT3. Добро, го сватив. Добро, да, ве разбравме. Тотално Ајде, ве разбрав, ви целосно ве разбрав, многу ви да го благодарам. слушаме, да, професорот. За прашањето, веќе вие ги кажавте типичните симптоми кои веднаш не тераат да се сконцентрираме на хипофизата. Постојат и други, но тоа што има течење на некаква течност од градите, од едната, од двете, тоа што има проблеми Зборува со за видот, нарушена хормонален дисбаланс на... да, на пролактинот. Имаме поголемо производство на пролактин. Значи, нешто. И прва мисла е, мора да испитаме хипофизата. А таа спомна проблеми со видот. Проблеми со видот, Да, да. со губиток, намалување на видот. Веќе мене ми доаѓа во глава мислата, јас морам да испитам хипофизата да видам да нема макроаденом, да нема притисок на очната крстосница, на очните нерви. Значи, пациентката апсолутно мора да се јави на ендокринолог, предпоставам таа веќе кажа дека била, но нејзе и треба ендокринолог кој ќе направи детална студија на сите хипофизарни хормони и потоа и треба обавезно магнетна резонанца на хипофизата. Мора да направи магнетна резонанца на хипофизата и тука ќе го најдеме одговорот на сите прашања од интерес. А можеме ли, професоре, да превенираме делот нарушувањата на функцијата на хипофизата? Можеме ли на било кој начин да успееме во текот на животот да ја исконтролираме незината функција, така да наречем? Како не? Еве го да го земеме примерот на пациентката. Да предпоставиме дека нема видни проблеми, па дури и со видни проблеми, ќе покажем еден слайд, баш да видите, дури и ако има видни проблеми, знаеме дека нешто не е во ред со пролактинот, дека нешто се случува. И откако ќе ги помине ендокринолошките тестови, откако ќе се направи магнетна резонанца и ќе видиме што се случува, постои терапија, таблетарна терапија за микроаденомите што лачат повеќе млеко, за пролактиномите. Бромергон беше порано, Достинекс, значи тоа се ефикасни таблети со кои се контролира и се нормализира нивото на лачење на пролактин. И проблемот е решен. Се прават контроли, хормонални тестови и се прават контроли со магнетна резонанца. Ако има големо зголемување на хипофизата, поентата е дали постои притисок на очниот нерв, колкав е, дали треба хирушки да се интервенира или може проблемот да се реши со примање на таблети, со бромергон. Со таблетарна терапија. Со таблетарна терапија. Нема да ги спомнувам насловите. Целта на таблетарната терапија не да го спречи растот на аденомот, не само да ја стабилизира состојбата, туку да го намали аденомот, да го редуцира, на крај можеби целосно да го уништи. И вие сега велите како е можно со таблетарна терапија да се уништи еден аденом кој е голем. Како е можно? Имаме ли шанса за зумирање сега? Ајде, уште тоа, да, и полека добро, добро. Јас вака полека, да. Полека да видам дали ова вака. Да не си правите селфи? Ова селфи, ама си правам селфи со хипофизата. Дали ова можеме да го покажеме? Гледате две слики на ова, не, од другата страна. Сега ја не знам со кој Ако да само свртете го телефонот. Вака. Сега, добро, можеме сега. Овде,
ова што е огромен тумор на хипофизата со црвеново круче што е заокружено. Гледате колку е голем. Целата турско седло, целото го проширува и се шири нагоре кон хипоталамусот. А гледајте од другата страна, тоа сега да видам, еве го, а гледајте од другата страна, нема ни трага овде, сега овде, Нема ни трага. таков сигнал кој што би не асоцирал дека може да... Што мислите, овој пациент е опериран? Воопшто не. 3 сантиметри макроаденом, пролактином, тотално исчезнал по 9 месеци употреба на таблетарна терапија, евеќе. Верувате ви во тоа? Ова е мој случај. Апсолутно е така. Не сите пациенти исто реагираат, но така е. Да, зависно од Ако имате организмот. макроаденом, значи аденом на хипофизата над 1 сантиметар, што прави проблеми, ако ви прави проблеми, мора да ги решите. Ако не оди со таблетарна терапија, со што би можеле? Со операција. Хируршка И сега хируршка интервенција, за хируршка интервенција има два начина. Еден е трансфеноидален начин, преку носот се внесува едно цевче, се доаѓа до предниот рап на хипофизата, се пробушува предниот зид на турското седло, се доаѓа внатре во самата хипофиза, аденохипофизата, и се отстранува микро или макроаденомот. Од кивото. Туморот или било кој... И на тој начин се постигнува излекување или редукција, па ние после ги следиме фазите, правиме контрола по 6 месеци, по една година. Така. И се извинувам на снимателката, која баш фино си зазеде одлична позиција. Вики, наша да ја поздравам. Ама овде имам еден, ако може да зумираме, горе. Ова е тоа цевче кое доаѓа до хипофизата, гледате цевчен износ и стигнува до хипофизата. Ова е хипофизата и потоа овде долу со еден инструмент кој е долг и има едни клештички штипалки на врвот, се зема, се фаќа тоа ткиво кое продуцира повеќе хормони и се отстранува. Ете, тоа е тоа. Ако тоа не помогне, не може така или проширен е туморот, тогаш одиме со класична интервенција хируршка, отворање на главата и вадење на туморот. Да. Кај нас тие се често застапени? Да, рутинска интервенција. Овие трансфеноидални, така наречени со цевче, се најрутинска интервенција која постојано ја правим. Има и стереотактична зрачна терапија, но тоа не се прави. Не сум убеден дали кај нас се прави, не сум слушнал. А класичната со отворање на делот да, исто така, се тоа прави кај нас. Стандардна процедура. Дури нашиве постари неврохирузи далеку поголемо искуство има со класичната отколку со ова трансфеноидалната. Така. Затоа што тоа се прави тимски. Орала специјалист мора да има и мора да има и неврохирург. Така, професоре, полека ќе завршуваме пред да да пробам да ги изедеме, пред да ги доконзумираме. Што ме подсети. Можеме ли само некако да ги советуваме или пак да испратиме апел до гледачите и на тој начин и ќе се поздравиме за денеска? Вака би кажал нешто што е суштина. Ако имате проблем со хипофизата, ако имате микроаденом, ако имате зголемено лачење на пролактин или некој сличен хормон, ве молам, не кревајте паника. Ништо битно нема да ви се случи, животот не ви е загрозен, микроаденомот или бомбастично го најавува, тоа туморче на хипофизата е 100% бенигно, никогаш не метастазира, никогаш не дава други проблеми. Ако контурите на хипофизата се во ред
Или ако има лесно испапчување поради тој микроаденом, не кревајте паника, консултирајте се со ендокринолог и следете ги неговите или незините совети. Ќе ви препише терапија која ќе го регулира проблемот. Ако се јават посериозни проблеми со видот, ако е макроаденом, ако има експанзивен, тогаш мора да бидеме внимателни и целиот проблем по-близко да го следиме. Така е, за различните видови на диагноза со магнетна резонанса за заболената хипофиза, денеска во Телма амбуланта зборувавме со почитуваниот, единствениот и реномиран професор доктор Миодраг Врчаковски. Ми беше многу мило. И мене ми беше мило. Супер емисија денеска и супер дружба. Навистина. Прекрасно се чувствав, толку брзо ми помина времето. Ма брзо дури продолживме, дури не знам како да не ни започнавме. Времето лета и преку лето и во зима. Битно е соговорникот да ми се погоди. Така е. Благодариме, професоре, за гостувањето. Ми беше многу пријатно и мило. Не заборавајте, почитувани, да ги слушате и да ги испрактикувате советите на професор доктор Миодраг Врчаковски. Останете и понатаму на фреквенција на Телма и нормално, стандардно. Не заборавајте, чувајте си го здравието.